Здравејте, пријатели! Днеска е годишнината од спасјавањето на българските евреи. Од поредака на 50.000 човека се спасени од българското општество. За сожаление, кам 11.000 човека од българските исторически земји, кои Българија ги администрирала, не е успјала българската држава да ги спаси. Тоа е хубаво, че ние днеска се подсештаме на сето това. И треба почесто на такива дати и такива собитија ние да се сештаме. Не се само българските евреи. Не треба да забраваме насилствената промена на имената на българските муслимани. Не треба да забраваме и тоа което в момента се случва. Терор врху христијаните во Сирија, еден режим заменен с друг, или терор во муслиманите па во Китај. Само има един многу поважен въпрос. За какво българската држава след 89-та година спи и нема чувството за самосохранение? Никој досега не е помислил и да осуди насилствената македонизација Пиринскиот крај по бивши Југославија. Тоа което ни се случвало, тоа продолжава да се случва врху българскиот народ во днешна Република Северна Македонија. За сожаление, чувството за самохранение, за самосохранение во българскиот народ политиците го докараха до това, че да не става безразлично. Ние не можеме да позволим тоа да продолжава така. Кога можат сите действија во историјата кои се причинени, геноцид, најразлични насилија, целата световна општественост да ги осуди, да не набројаваме сега кои се. Дали става дума за евреите, дали става дума за жестокото потушавање на востанието на ерменците во Турција и за геноцид. За кво българската држава и българските општественици не искат да подигнат темата за геноцида врху българскиот народ, којто е вршен со асимилацијата и денационализацијата Пиринскиот крај од страна на комунистичкиот режим и целата денационализација и асимилација којто се вршела во бивши Југославија и којто продолжава да се врши во днешна Северна Македонија. Треба секи един од нас да се запита дали го заслужаваме тоа како народ. Впрочем, секи един народ се заслужава тоа којто му се случва, понеже самиот народ сам се избира приоритетите, а приоритетите ги застъпват българските политици. За сожаление, ние од 89-та година до днеска немаме кој да подигне таа тема. Имајте хубава вечер и до следващия път.